Доктор Стојан Бајрактаров од Универзитетската клиника за психијатрија. Докторе, добре дојдовте во студио 10. Добро вене, доктор. Оно што е актуелна тема во моментот и покрај тоа што периодот наназад сме научени, некако се навикнавме да слушаме исклучително лоши вести и не знам дали можеме да најдеме некоја светла страна за малку да ги разбистриме мислите, ако ништо друго, но не и се. Последниот случај со родилката некако повторно ги отвора стремежите и размислите во ова наше општество дека конечно потребно е малку да се посветиме на нас себе си и како држава веројатно да посветиме поголемо внимание. Што треба да се направи? На што се должи сето ова што не се случува? Веројатно има доста причини, не можеме да одвоиме една, меѓутоа една од поголемите причини е и светски тренд дека после големи кризи, како што беше пандемијата, после следуваат други кризи, следува економска криза и следува криза на менталното здравје. Нели тоа се трендови кои сме ги научиле и низ минатите кризи и низ историјата на човештвото, така да и уште кога почна пандемијата со ковид кризата и на светско ниво експертите предупредуваат дека ќе дојде како една опашка после кризата и една криза на менталното здравје. И нашите испитувања тука во Македонија, меѓутоа и испитувањата на низ многу земји на светот покажуваат дека менталното здравје на населението е во голема криза. Имаме голем пораст на анксиозност, на депресија, на расстройство на спиење, на насилство, пред се на семејно насилство, на меѓуврсничко насилство и тоа се одразува на повеќе нивоа, пред се на ниво на функционирање на населението, на бихевиорално ниво, меѓутоа и на афективно ниво, на секојдневни релации, и како според истражувањата засегнати се неколку по-критични или по-ризични групи на население. И според нашите истражувања, веројатно најзагрозена група е младите, тоест адолесцентите, меѓутоа една голема група која исто така загрозена се повозрасната популација. Би кажал дека и жените, според нашите истражувања во перинаталниот период, исто така се една загрозена група на која треба да се обрна повеќе внимание, бидејќи показателите покажуваат дека се од 20 до 25% покачени анксиозноста и депресијата во тој период. Што да направиме? Веројатно треба различни мерки насочени кон секоја од овие групи кои ги насобрав. Заборавив една група која е исто така многу значајна, тоа е лица, пред се жени кои имаат историја на проблеми со менталното здравје и на нив треба да се обрне посебно внимание. Меѓутоа, она што треба да се направи е имаме мерки кои се предложуваат, кои се заеднички за сите овие групи и кои се меѓутоа по-специфични за повеќе групи. Како една мерка која веројатно треба да ја преземеме сите на повеќе нивоа, тоа е една зголемување на психолошката писменост, тоест едуцираност на населението, на општото население во однос на менталното здравје и на менталната болест. Како во нашата земја, така и една, да кажам, јавно здравствена акција која преземаат повеќе земји во светот, тоа е насочување кон таа зголемување на таа психолошка писменост, тоа е борба против предрасудите, односно стигмата поврзана со проблемите во менталното здравје. Многу, веројатно, несакани последици би се спречили доколку ние сме малку поинформирани, малку поотворено збориме, малку не се обраќаме кон специјалист за ментално здравје со предрасуди, не ги осудуваме луѓето кои се јавуваат кај специјалисти, знаете како и во нашата средина, често се осудуваат луѓето кои се јавуваат кај психијатар, кај психолог, како луѓе кои нешто или односот спрема нив како нешто лошо те направиле, всушност тие ништо лошо направиле, туку само се свесни за своите проблеми. Ја зборуваме за овие психолошки моменти, за онаа психолошка писменост која што ја споменавте, само накратко, низ примерот на родилкава. Мислам дека едно што новинарите мора малку да
да внимаваме во однос на оно што е етика при информирање, бидејќи сите тие луѓе на крајот од денот имаат и своји фамилии, меѓутоа низ овој несреќен случај, низ оваа призма. Во смисла на еден апел до еве и до жени, бидејќи кога ќе разговарате со лице од понежниот пол со жените, тие ќе ви кажат дека тоа е период каде што хормоните се на највисоко работат и така натаму, уште повеќе ако чекате, не знам, еве една убава вест чекате, па ви се случува едно вакво нешто. Кој е апелот кој што треба да го испратиме до жените и што е оно што тие треба да го знаат? Дали е нужно да се има психолошка поддршка, бидејќи тоа на крајот од денот и не е ни срамно, веќе не треба да биде табу тема. Сигурно дека една психолошка поддршка е повеќе од добродојдена, затоа и нели тренд е и во сите здравствени институции во нашата држава се вработуваат и психолози. Така е и во гинеколошките клиники, тоест болници, како во државните, така и во приватните, дека е потребна една психолошка поддршка или припрема на жените за мајчинството што следи. Сигурно еден период како што е бременоста и делува на различен начин кај жените. Може да делува и со исцрпување на менталните здрави, да кажем, снаги. Тоа не треба да е нешто срамно за кое не треба да се зборува. Напротив, или да се треба за тоа отворено да се зборува, треба отворено да се бара помош и треба се повеќе да веројатно сите заедно да објаснуваме зашто се работи, дека тоа е нешто, не е нешто ненормално, туку напротив им се случува на многу жени и многу жени го поминале тој период со помош на некој специјалист во оваа област. Затоа и при клиниката за психијатрија во последните години функционира еден кабинет за женско ментално здравје, во кој имаме и доста жени, трудници или во периодот после пороѓајот кои доаѓаат и во форма на дневна болница. И мислам дека тој кабинет на многу начини и на многу луѓе, односно жени, им помогна. Така да, таква една професионална помош е нешто што треба да биде нормално и за нешто што дури и при најмал симптом службите треба да бидат тука достапни и се достапни за помош на жените. Одиме на она што го споменавте, психолошка писменост. Што е психолошка писменост? Ние имаме медиумска писменост, знаеме што е тоа, особено ние новинарите. Што е психолошка писменост, професор? Тоа е ниво на знаење кое би требало да го имаме сите во однос на менталното здравје, менталните симптоми или симптомите за некоја ментална состојба во кој би било загрозено менталното здравје, како да се помогне на човек, како да се препознае таа состојба, како да се разбере таа постојба, како да се даде поддршка на било кое ниво, дали на ниво на работна средина, дали во училиште, дали, кажи го, на пријатели. Често сме сведоци и на реакции дури и во училиштата и на родители кои мислиме дека се доста современи, имаат реакции кога детето ќе се посоветува да отиде до психолог, дека тоа го разбираат како нешто лошо. Чести се нели и примедбите дека моето дете не е лудо па да иде на психолог. Исто така се однесува и за жените во бременост кои ќе побрат, или ако им треба помош, да има оваа жена влезе во нашата фамилија, бара помош од психолог или психијатар, значи да се гледа на криво и тоа да таквите недостаток на знаења во однос на што представува менталното здравје и како да се помогне, во голема мера може да помогне за помош на тие луѓе, тоест за поддршка на луѓето на кои им треба помош во оваа сфера. Предоставам за вас, невропсихијатрите, па и психолозите, ова се очекувани моменти, ова што се случува во државава, нас малку чудно ни паѓа. Некако се помалку слушаме убави вести, некако дали транзицијата која што трае повеќе од 30 години од кога сме независни. На сето ова кога ќе додадете и она ни што поминавме, воен конфликт, не знам, во поранешна Југославија, воен конфликт кај нас, па еве сега COVID-19, па имаме повторно војна која што и не е толку далеко од Македонија. Колку сето ова и таа благосостојба која што
е нарушена на некој начин во Македонија од социјален аспект, социјално-економски аспект. Колку сето тоа влијае кај граѓаните? Па, очигледно дека влијае на многу негативен начин. Нели, и многу луѓе ќе ви кажат, па да парафразирам, нели, преживуваме, но станавме онаа што сме. Гледаме многу негативизам, многу агресија на многу различни начини. Отворите, да кажем, социјалните мрежи и ќе видите дека се преплавени со содржини кои не се соодветно прикладни јазик или речник од луѓе кои треба да се на високо на нивото на општествената скалила, кои употребуваат многу несоодветен речник, а несоодветно однесување, и тие треба да се идоли или примери на младите генерации како да се однесуваат. Мислам дека живееме во современо општество во кој и модерно стана да се биде агресивен или, да кажам, со несоодветно однесување, и наративот на општеството, на модерното општество, не зборам само за општеството во Македонија, зборам на светско ниво, е променет. Пред некој ден со едно моје драго душо дискутиравме нели дека тоа се гледа на различни нива, може да го видиме тоа и низ музиката. Ако карактеристика на поранешните генерации се песните, да кажем, од Beatles и од другите рокери кои биле во тоа време, кои следувале после Дикерси, кои пееле главно за љубовта, денешните текстови на главните хитови се малку повеќе преполни со агресија, се збори за крв, се збори за пекол, и на такви мелодии се стануваат хитови. Сведоци сме дека еден мој пријател што кажа дека сведоци сме на едно шундовско општество во кое и турбофолкот стана нешто за кое ние се исмејувавме кога бевме млади, така да сите овие параметри, музиката ја спомнам само нешто што ми е многу драга и како параметар за каде оди општеството, меѓутоа имаме многу такви параметри и низ овакви многу параметри гледаме дека вакво едно неприфатливи критериуми се градат во општеството. И сето тоа води кон овакво општество модерно, светско, во кое гледаме дека има војни, незадоволство, агресија, борба за власт, борба за пари, а кои другите хуманистичките аспекти на живењето се во доста непрепознаени. Па дури и цртаните филмови изобилуваат со крв, со насилство, и ова сакам да направам паралела за она истражување кое што го имавте, односно увертира за истражувањето кое што го имавте за тоа каде најмногу ги осеќаме последиците врз менталното здравје после ковидот. Меѓутоа, претходно, бидејќи споменавте еден убав дел во смисла на тоа дека порано повеќе се говореше за љубов, денеска повеќе говориме за агресија. Тоа е заради променетиот вредносен систем, ги изместивме ние вредностите, па луѓето некако во таа брза заработувачка за пари ги сменија идолите, наместо идол да ви е, не знам, Горан Панде, вие гледате како побрзо да направите пари, па идол гледате во некој кој што е, не знам, криминалец. Да, па тоа го гледаме, нели, и во општеството кој, нели, во социјалните мрежи или во ние, да кажам, општествени токови се често се избираат луѓе кои имаат, нели, проблеми на различни нива. Криминалци, убици се луѓе кои може да бидат и трендовски личности кои се пратат. Од друга страна, позитивно личности може да бидат осудувани, или ако пристапуваат со еден позитивен пример, може да бидат сметени и за наивни. Тоа многу често гледаме во денешницата. Многу параметри се изместени и мислам дека не можеме да збориме дека тоа ќе се смени така одеднаш, или ќе помине, или дека е тренд. Мислам дека тоа која ќе се периоди, кој ќе почне таков период на светско ниво, кој ќе видиме дека ќе се сменат луѓето, тогаш ќе дојде и тоа
ќе се примети во нашите држави. Дури и тие периоди кои на Балканот се сметале дека се одвиваат на 50 години, гледаме дека не се одвиваат, нели, војни па мир, имаме некои такви наративи дека кај нас се тоа бранови. Гледаме дека тој бран на едно негативизам, агресија, на потенцијални војни веќе трае долг период на Балканот. Ако може да се смета дека Балканот е некоја иницијална каписла, може би на нас тоа не изгледа смешно или секојдневно, меѓутоа иницијални каписла и за доста светски кризи и војни. Така да не смеме да пребегнеме, да го одбегнеме фактот дека живееме во еден турбулентен регион. И се обидам лаички, професоре, еве како личност поединка. Дали тоа ние постојано живееме под стрес, изгрчени и во моментот кога ќе се опуштиме или кога веќе не можеме да го издржиме тој притисок, ние пукаме буквално по сите шава. Па сите си имаме некои психолошки механизми, одбранбени механизми кои користиме и кои во определен и со кои се обидуваме да се адаптираме на секојдневието. Сигурно е дека стрес по стрес, посебно што живееме во ваков период, ни ги кршат тие механизми. И можеме да крахираме, можеме да изгубнеме, можеме да доживееме некој психолошки шок. Меѓутоа, и се вратил на нашето на почеток што зборевме, што покажуваат истражувањата, што мислам дека е нешто што е многу значајно. Некако и постарите генерации се научија да живеат под стрес и некако се адаптираат. Може би го промениле своите однесувања, може би не се најсекни, меѓутоа главниот ризик во овој моментот е за младите генерации. И таму ги гледаме најзначајни показателите за нарушено ментално здравје. И во истражувањето кои го правиме, нема големи показатели за нарушено здравје, освен покачено насилство кај повозрастните генерации. Меѓутоа кај помладите, посебно во услови на ковид, посебно во услови кога сте во адолесценција, вие не ги гледате своите врсници 2-3 години, тоа се големи ризик фактори на кои мислам дека дополнително во следните години ќе гледаме негативни резултати. И мислам дека добро и ги гледаме и кај други групи, меѓутоа во нашето како општество, а тоа е светски тренд на кој треба да се обрне најголемо внимание во моментот, тоа се адолесценти. Зошто баш на нив? Па ви објасни за тоа што тие се и така во еден турбулентен период и тие не се нема такво искуство да живеат, да преживуваат и војни, да преживуваат економски кризи. Од друга страна, преку интернетот тие гледаат и знаат многу подобро на претходните генерации кој што да се сремат, какви да им се идеалите, што значи нормален живот, што значи перспектива, што значи можност за нормална едукација, што значи живот со нормална заработувачка, кои го нудат земји кои се многу блиски до нас, и што значи живот во ризик, и живот во кој имаме секојдневни препреки. Не зборам дека кај нас е такво општество, има многу повеќе општества кај нас, меѓутоа во однос на она што ја кажав и претходно, дека не треба, ние некако многу лесно заборавивме дека 2-3 години живеевме под исклучителен стрес како што беше ковид кризата. На нас тоа лесно ни дојде по старите генерации да го заборавиме. Меѓутоа на младите генерации не им е баш тоа така лесно. Тоа се голем ризик фактори во период кога се ствара една личност или кога созрeva една личност, во период на адолесценција, во која треба да има социјални релации, низ кои се гради таа личност, во кој учи како да живее, во кој имаше такви изричити, да кажам, потребни беа секако, меѓутоа изричити социјални мерки за спречување на пандемијата, во кои го испуштија тие периоди на нормално созревање. Така да мислам дека тоа се големи ризик фактори кои дополнително ќе влијат на менталното здравје на тие генерации. Еден момент само, велите некако ние повозрастните или и постарите од нас се навикна на оваа состојба и сега како заборавивме да видиме среќни? Па да, се навикнавме 30 години, помалку или повеќе ние живееме во период на така наречена транзиција
И знаете, кога ќе живеете во еден период на таква на транзиција и се навикнувате на тоа и некако и како да ви фали тоа. Ако дури, значи, ви изгледа нестварно, како сега, например, што се збори дека му имаме шанса да кажем, да влеземе во Европската Унија, и некако ни изгледа нестварно, бидејќи сме заборавили дека секој идеал кој сме го имале, или можност за среќа, некако се извитепело, ни бегало од раците во тие 30 години. Така кога ќе дојде, дури ни изгледа и нестварно. Може би е тоа вистинска шанса, меѓутоа, некако и генералната перцепција е нестварна, мислам најмногу заради тоа што сме живееле во услови на големи кризи, ризици. Да не ги забораваме војните кои беа тука, војните во блиските држави, кои ние исто така имаме голем број на избеглици кај нас. Кај нас криза, внатрешна криза, внатрешно раселени лица, економски кризи, политички кризи. И сето тоа ние го преживувавме. И после секоја криза следуваше нова криза. Така да, тоа се многу се сложувам со вас, ние како да заборавивме да бидеме среќни или можеби како да заборавивме да бидеме оптимисти. Како луѓето и да се лепат на една негативна мисла или на песимизам, и тоа е една карактеристика која ни ја донесе и ковид кризата, и да се лепиме на негативна емоција. Кога се залепиме и тоа ги веројатно тоа е нешто што вие новинарите многу добро го знаете и го следите, дека луѓето повеќе се лепат, многу повеќе на, нели, под наводници се лепат на негативни вести, отколку на позитивни вести. Луѓето многу повеќе се залепуваат или се водат кон негативни чувства, него кон позитивни чувства. Веројатно тоа е резултат на таа 30 годишна криза. Тој момент ми е малку симптоматичен и чуден, го имам приметено, затоа што, например, вие ако видите помеѓу најчитаните вести, ви се најбруталните вести. Станавме сиирџиска нација, станавме нација каде што го забораваме, не знам, доброто, станавме човек на човек, волк. Знаете, некогаш едноставно не можете да препознаете и луѓе кои што биле во близина, во ваша близина, кои што циркулира. Да, веројатно тоа што го збориме сега за она што е долготраен процес, веројатно допринесе за тоа да се повторуваат историските лекции. Знаете, ние учевме, добро го кажавте тоа, во средна школа учевме латински, мислам дека се ретко каде го има тој предмет, и првата реченица беше Тера Естела, а втората реченица беше Homo hominis lupus est. И ние се чудевме од кај ја најдоа баш оваа реченица, човек на човека волк е, да биде втора реченица во учебникот. Веројатно со тек на годините се повеќе ми се врти зашто е тоа така, меѓутоа веројатно има зашто е тоа така. Одржувањето добро ментално здравје е важно за целокупната благосостојба. Што покажуваат медицинските истражувања во смисла или во однос на последиците за ментално здравје кај луѓето, предизвикани од сите кризи низ кои што поменуваме овој период, изминатиот период, и ја споменавме ковид кризата? Па, видите вака, значи, го спомнавме што покажуваат дека треба да работиме на повеќе програми за да се осознаеме и како луѓе, меѓутоа и како група на луѓе, припадници на една нација, која треба да созреве. Веројатно, вие се патиште како и созреваме и како индивидуалци, меѓутоа и на едно групно ниво. Така да, една од најдобрите едукации која сум бил, тоа беше од израелци за градење за справување со стрес. И ни покажа програми за резилиентност, тоа е за психолошка отпорност која градат уште од најрана возраст. Тоа е уште во нивните, да кажам, најосновни оделенја или, да кажам, градинки, и имаат програма за градена психолошка резилиентност на младите евреи. И они се многу горди со тоа дека градат една нација која е психолошка отпорна на многу стресови, бидејќи они не живеат во изразити стресови постојано,
меѓутоа се многу отпорни спрема тоа. И како се гради тоа, професоре? Па би требало да збориме уште 2 сата, меѓутоа во секој случај, значи градење на позитивни, да кажам, на оптимистички релации, градење, справување со стрес, справување со тага, справување со губиток, меѓутоа можност за развој, така да има различни аспекти како се гради таа резилиентност. Добро, Меѓу другото, на кратко, например. Треба да ја прифаќаш лошата вест, како приоѓаш на лоша вест, например. Или како како приоѓаш на лоша вест, па потоа ќе поставам другото прашање да не биде различно, да не биде. Лошата вест треба да се соопшти, не треба да се крие и треба да се справи со последиците од тоа. Нели, таа предизвикува губиток, таа предизвикува негативна емоција и со таа негативна емоција треба да се обработи. Но секој различно реагира. Како со првичниот шок? Меѓутоа, со првичниот за тоа, кажемо, со првичниот шок треба да се соопшти, треба да се малку амортизира првичниот шок. Треба да се даде можност за реакција, значи да се покаже емоцијата која е тука присутна, негативната емоција, и треба да се даде почит спрема тоа што си го изгуби. Понатаму следува обработка кои се собствените чувства, кои се чувствата на губиток и кои се, да кажем, чувствата кои може позитивно да се градат на основа на тој губиток. Меѓутоа, тие процеси кои се на тага, на губиток, тоа се општо човечки односи кои си имаат своји, да кажем, законитости и мора да се индивидуализирани, не може тоа, добро кажете, не може тоа да биде генерализирано за сите исто, меѓутоа за секој човек е посебно се гради индивидуална стратегија. Меѓутоа, справувањето со тоа е еден од механизмите и таа психолошка писмено што ја спомнавме на почетку. Значи, увидот во својата собствена состојба, увидот во своите собствени емоции и справувањето со нив е една од основните предуслови како да се справите со таква една негативна емоција, како што е губиток, нели, и човекот на крај крајови се гради низ губитоци и на стресови. Никој не можеме да избегнеме дека имаме губитоци или стресови во животот, меѓутоа како ќе се справуваме со нив, како ќе тргнеме напред, тоа зависи од самите нас. Дали? Оптимизмот, би спомнал Фил Папион, во кој нели гледаме дека и во најдрастични услови, човек кој е психолошки резилиентен, знае како да се справи и секој пат бара оптимизам или борба за преживување. Ако ви текнува на тој филм, многу познат филм со Дастин Хофман и со Стив Маквин. Професоре, колку сме свесни во смисла колку ние самите знаеме да прифатиме дека имаме проблем? Или знаеме да го ставиме под тепих? Дали е тоа едно од клучните моменти, че имам проблем некако? Колку знаеме сами на себе да си признаеме? Увидот во собствената ментална состојба е првиот чекор кон решавање на проблемот или кон еден психолошки раст. Доколку немате увид во својата состојба или во она што ве представува проблем, тогаш не може да тргнете кон решавање на тој проблем. Ако многу луѓе, да бидам, да кажам, едноставен, да дадеме недоставен пример, многу луѓе може да кажат на некој човек: извини, имаш проблем со пиењето. Доколку самиот човек не свати дека има проблем со пиењето или со пушењето или со било која зависност и не побара помош, џабе сите што му зборат. Значи, увидот во собствениот проблем или во собствената состојба е првиот предуслов. Меѓутоа, и увидот во, да кажам, во собствените проблеми, начини на реакција, во собствените, да кажам, интраперсонални конфликти е онаа што треба сите да се стремиме за наш, да кажам, собствен развој, меѓутоа тоа е и сршта суштината на психотерапија. Ако сакаме на професионално ниво да работиме самите на себе да се подобриме, нели, и ние што работиме психотерапија или психотерапевти, и ние самите сме идели за психотерапија на самите себе. Уште едно лаичко прашање. Ќе кажат пушти го или пуштете ја, нека се исплаче, ќе и олесни? Во народните мудрости или изреки има многу големи висти. Значи, и за тоа еден мој стар професор викаше дека ако не можеш да отидеш или не сакаш да отидеш
на психијатар, на психолог или на специјалист, најдобар совет што може да ти го дадам е да пиеш кафе со својата комшивка. Народните мудрости си ги гледаме на различни начини и такви изреки имат многу големо значење. Значи, исплачи се, ќе ти биде полесно, кажи, ќе ти биде полесно, бидејќи тоа е, например, и онаш првиот совет што го даваме на лица кои се справуваат или кои помагаат на лица со кои имат мисли да се самоповредат или да се самоубијат. Прво нешто што не ги советуваме дека треба за тоа или фамилиите дека за тоа треба отворено да се збори. Бидејќи ако му кажеш на еден таков човек кој има една мака која се со петни жили се осмелил да се отвори пред тебе, ти му кажеш ајде не трпај глупости, гледај каква фамилија имаш, тој ќе си го затворил патот. Ако му дадеш на тој човек или жена да се отвори и да збори за тоа, тоа првиот чекор за справување со тој проблем. Така да истото се однесува и на емоциите. Тоа е многу голема мудрост, исплачи се и ќе ти биде полесно. Гледаме, значи и кај многу блиски кои се затворени или не може да си ги искажат емоциите пред еден голем губиток, например, на блиска особа, и гледаме дека тоа може да биде одложено, дури некој може да биде или после неколку месеци, или може и после година дена. И кои ќе научат да направат една абреакција, гледаме дека има можност за справување со тој губиток. Народните дури и обичаи се многу значајни во справување со такви губитоци. Ако гледате, еден пример за обичаите или да кажам онеа што се нели има помен од 9 дена, од 40 дена, од 6 месеци, од година дена. И тие точно ги пратат тие процеси на тага или на губиток или справување со стрес. Така да мислам дека тоа и тие обичаи што се народни се градени на едно големо искуство, низ векови, када немало професионални лица, можеби. Ако што вика, имало мудреци, како што старецот Зосима Достоевски, кои знаеле како тоа да се справуваат. Меѓутоа немало школи за психотерапевти кои се нели во последниот век. Така да тие народни мудрости се градени низ големи искуства народи. Мислам дека но дали после науката ги потврдува тие, конкретно нова, исплачи се или пушти, нека се исплачи, ќе им олесни, колку на вистина олеснува? Ако земеме на нешто собствено искуство, сигурно дека олеснува. Така, дури кога ни е најтешко, значи, и кога не можеме да се искажеме пред другите, или кога заради општествените норми ние ги притискаме нашите емоции при некој драстичен губиток, што правиме, можеби едва чекаме да дојдеме дома и да си ги покажеме емоциите пред самите себе или пред нашите најблиски. Така да мислам дека и многу истражувања, не го изборам дека за секој, нели за сите тие обичаи се различни за различни народи. Не се универзални, различни се начините на справување со стрес или губиток во европските народи, различни се во азијските народи, различни се во Јапонија. Така да мислам дека тоа многу е поврзано со едни генетски карактеристики на народ или историски научени. Така да мислам дека може да кажам дека тие народни обичаи имат големо, ако сакате и научно подкрепеност за сообразување. Во еден дел од разговорот споменавме, меѓутоа можете веројатно да повлечете паралела и изминативе, вие колку години сте на клиниката. Дали имаме пораст на број на луѓе кои што се злобни, можеби е прегруб збор, меѓутоа некако таа злоба преовладува кај нас апропо на човек волк. Некако навистина како да станавме лоши луѓе или е грешени наративот и перцепцијата, затоа што вие со некој да се размините, со некој на семафор гледате дека некој сочно ќе ве псуе. Ние имаме веќе проблем со комуницирање, со активно слушање, не се слушаме. Не знам дали би го нарекол тоа злоба, меѓутоа дека
имаме проблем на генерално ниво со едно неадекватно однесување, со контрола на импулси, со, да кажеме, на негативистичност на секое поле. Сигурно дека е тоа така. Има, нели, како што кажавме, и многу причини за таквото едно однесување. Меѓутоа, во позадина на таквото однесување може да лежи, нели, и други, да кажам, причини. Во едно такво однесување може да лежи и една основа на една изразена анксиозност, на изразена депресија. Така да не би можел да кажа, или не би сакал да кажем, или не би можел да верувам дека е тоа една покачена злоба. Значи, онда би биле доста песимистични и, да кажам, не би верувале во тоа кое го работиме, бидејќи нели се спремиме кон еден хуманистички пристап во секоја струка која работиме. И јас и вие работиме и секој пат се стремиме да го најдеме на доброто или на позитивното. Така да, која не би било така, би биле веројатно и самите во себе разочарани. Така да, мислам дека треба сите малку повеќе да се држиме до еден по-оптимистичен пристап. Малку да се вратиме на позитивните насоки, малку да се свртиме кон себе, малку да гледаме што беше тоа што не правеше среќни, што не смееше. Мислам дека ми треба повеќе, многу поголем и на генерално ниво хумор. Докторе, како да се свртиме кон себе? Мислам треба да ги најдеме позитивните работи во себе, кои можеби негде попат сме ги изгубиле. Сме заборавиле можеби на што ни изгледа позитивно, што не прави среќни, што не сме. Например, мислам дека дури на национално ниво или стратегија може да се подигне, да ни се вратат оние работи кои направиле на национално ниво среќни. Би поддржал враќање на некои емисии како што е Хихирику, ако ви текнува дека сите ги цитиравме и ги слушавме во Недела са Бајле, и сите те такви, да кажам, работи кои може би станали дел од националната историја, некако како лесно да се откажавме или како да ги заборавив. Така да, мислам дека такви мали ситници во многу голем дел може да ни помогнат дури и на национално ниво. Заборавивме да се смееме? Мислам дека да. Мислам дека генерално луѓето многу помалку се смеат него што било тоа порано. И мислам дека тоа заеднички заклучок и на многу луѓе кои ги познавам, кои викат дека може би тоа доаѓа и со годините на моите пријатели, меѓутоа мислам дека не е веш тоа така. Мислам дека и луѓето беа и порано многу позитивни, многу повеќе имаше хумор, многу повеќе позитивизам, оптимизам. Мислам дека живееме во време кој ги губи тие карактеристики. Дури меѓу младите луѓе често слушам коментари дека е многу помодерно да изгледаш или кул, или намуртен, дури малку е не во ред ако постојано се смееш или изгледаш постојано среќен, дека тоа не е ин, тоа се нели изрази на младите луѓе на кои ние навикнавме. Така да, веројатно и секој период или секој си носи своји карактеристики, меѓутоа дефинитивно. Кажете ми вие дали знаете некоја, порано кога гледавме многу хумористични серии, сега кажете ми која е популарна хумористична серија. Јас знам да кажам новие стриминг канали што се, меѓутоа многу повеќе меѓу игрите кога младите превладуваат видеоигри или да кажам нови што се сервиси за играње како што се PlayStation, превладуваат агресивни игри, превладуваат убиства. Многу помалку се цитираат или се популарни, да кажам, серии кои можеби не се со толку висок хумор, меѓутоа секој хумор е
на многу повисоко ниво за луѓето на некоја скалјево на психолошка зрелост, него било која агресија или агресивни филмови. Многу Да, помодерни се агресивни филмови него го рече серии. Ние исто така се смеевме, може би не беше ако се сеќавате на серии како Алф, нели, или слични серии кои се не се баш толку убави. немаме Хихирико, немаме К-15. Јас овде се согласувам во овој дел со вас. Немаме некој хумор. Имаме нешто кое што е многу минимално, тоа е она што граватат Кумановци, меѓутоа тоа е навистина минимално. Што е тоа што ни ја убива душата? Духот, не душата, духот. Па, веројатно многу, да кажам, многу големи, многу мали нешта. Мгм. Сите овие, да кажам, кризи кои ги споменавме на почетокот, не направија да бидеме многу по свртени кон својата, да кажам, својот егоизам, би рекол. Не ви кажам нарцисоидам, бидејќи мислам дека луѓето се многу по свртени кон своите преживувања, кон својот собствен интерес, кон, да кажам, мали интереси кои многу помало чувство за емпатија има во просек меѓу денешниот народ. Често тоа го слушаме како коментари како луѓе кои идат и во, да кажем, во странство да живеат, дека има многу поголема оттуѓеност како карактеристика на современо живење, дека луѓето порано биле многу поблиски, многу поспремни да помогнат, многу повеќе се потикнувале традиционалните вредности кои се повеќе губат на својата вредност, нели, како што гледаме пропаѓа или во голема криза и бракот како институција. Многу поголеме, огромен пораст или бројот на разводи на светско ниво, не само кај нас, меѓутоа тоа се одразува во наши услови. Многу полесно се разведуваат младите денес. Сепак фамилијата е едно клетка на општеството која нели треба се развива една млада единка. И така да сето тоа допринесува за една криза на општеството во која се наоѓаме. И мислам дека таа криза ќе донесе, се надам дека ќе донесе некоја многу повисоко ниво. Меѓутоа, модерните опасности тука се знаат, кои порано ни изгледа многу смешни или далечни, меѓутоа стануваат многу реални. Веројатно сите се сеќаваме на она што гледавме и во Star Trek и во Star Wars, сите тие модерни, да кажам, карактеристики на живење или технолошки напредоци многу побрзо дојдат колку што наведовме. Вештачката интелигенција, како што ја гледавме во сите тие филмови или во Терминатор, гледавме дека многу реално изгледа сега во последниот период. Дури застрашувачки реално колку е јака и моќна таа вештачка интелигенција. Така да, мислам дека се соочуваме со многу предизвици, вклучително и оваа, да не го забравяме, нели, многу брзиот технолошки развој на човекот, кој е многу побрз од еволуцијата на човек. Така да, мислам дека тоа ќе се сериозни предизвици на наредниот период, што ќе се одразат и на наш, како реагира и како се однесува човек. Ние до тој степен отидовме што, например, на хуморот за кој што вие зборувате и кој што ги споменавме Хихирико и К-15, до тој степен што нас почна да ни смета хуморот. Односно, почна да смета сатирата на оние за кои што е наменета сатирата, па беа не можеа да ја издржат сатирата, па беа принудени суптилно да ги расторат и да ги затворат, да го затворат тој хумор. Колку политиката ги убива луѓето, колку политичките случувања го убива духот на луѓето? Па, видите, политиката е на светско ниво е во голема криза. По моје мислење, јас не сум некој што е многу, да кажам,
а, искусен или како да кажам, или вешт политички настроен човек, меѓутоа како што гледаме и на светско ниво има голема турбуленција во политичка култура, во политичко однесување, и во самите карактеристики на политичарите. Не би можело да кажам дека светски водечки политичари се истите политичари кои биле и порано. Тоа се однесува и на суштината на функционирање на светот, ако земеме дека многу философи работеле на еден појам као дуализам, со кој и нашите филозофи можат многу повеќе да зборат од мене, меѓутоа тој дуализам или таа една лесвица на мир во светот некако да беше нарушен со една, да кажам, пропаѓање на една голема или слабење на голема сила на Русија, некако да не можеме да го најдеме тој политички баланс. Во последните години зборам на светско ниво и тоа се прелива и кај нас. Политичка култура исто и кај нас, тоа и го спомнав во еден дел во нашето интервју сега вечера, меѓутоа не можам да повирувам дека некои политичари имаат такво ниско ниво на функционирање или самиот речник нивен дека е толку, да кажам, низок, а тие луѓе треба да представуваат нешто што не ја водат државата. Нели имаме и ние и одлични политичари, не може да кажем, не можам тоа да го ги анализирам, меѓутоа знае да како она една што често реченица што се употребува дека немој да се симнуваш на неговото ниво, бидејќи таму е појак, ако те повлече на дното и тука е појак. Тоа е во својата безобразност. Меѓутоа, мислам дека и тие што се добри политичари, дури и има тешкотија да се справат, бидејќи со таквиот начин на непристојност, да кажам, бидејќи непристојноста станува многу лесен начин да се владе со луѓето, бидејќи непристојните политичари повлекуваат поголема маса на луѓе. Луѓето кои ќе не знаат во едни турбулентни времиња како да се снајдат или како да се насочат, како што имаме ние турбулентни времиња, многу повеќе се подлекуваат под некои агресивни или непристојни или да кажам лидери кои се доста агресивни во своето однесување. Тоа вклучува и тој непристојен јазик. Тоа го гледаме на историјата, тако бил и Хитлер, и Мусолини, кои со својата агресивност во една состојба на една, да кажам, и економска и политичка турбуленција во тие држави кои би требало да представуваат водечки држави во светот, успеале да повлечат широки народни маси. Така да мислиме кај нас некои политичари играат на таа карта. Не мислам дека се нестеси за нивото на кое функционираат или на кое зборат или на кое делуваат, кое е доста ниско, далеко од ниво на интелектуалец, меѓутоа веројатно така доаѓаат до некои своје гласички тела кои не го препознаваат тоа, не препознаваат дека се може да бидат изиграни или дека подведени. И тоа е нешто за кое веројатно ќе ни треба и на сите нас една поголема политичка култура или однесување. Да, ова е тоа кој што го говорите и ја некако бев своевремено застапник на тоа, не спуштај се на тоа ниво, затоа што на некој начин го факторизираш непристојниот и тебе не ти е ниво да се спуштиш на едно такво ниво, меѓутоа тој кој што е непристоен, како што споменавте и вие, некако таа непристојност дојде во преден план, па сега не можеме да излеземе на крај. И затоа велиме интелигентниот човек се повлекува, интелигенцијата молчи, крева раце и вели дали има потреба. Меѓутоа тоа е една друга тема. Она што мене ме загрижува и мораме да привршуваме, што вашиот колега Нико Беќаровски неодамна исто во студио 10 на телевизија 24 соопшти еден податок кој што е поприлично фрапантен, а тоа е дека голем број од постари луѓе, пензионери, се повеќе склони на пиење солна киселина,
до место си и така натаму во обиди да си го одземат животот. Сега ме интересира на што се должи тоа, бидејќи прашав дали се социјални случаи, меѓутоа сепак тоа се луѓе кои што земаат пензија, но ете, нивните деца заминале негде во странство и веројатно безнадежноста ги тера луѓето на разноразни работи, па дури и на вакви неубави работи. Како против ова? Па, тоа што го споменавте си има своји причини зашто тоа се одвива и го лоциравте еден од главните проблеми, тоа е болеста на едно модерно општество и сме сведоци на едни големи процеси на миграција. Еден од основните нагони на луѓето е нагонот за одржување на врстата, нели? И Сидарта, да кажам, го нашол смислот на своето постојање, нели, он бил и мудрец, и бизнисмен, и филозоф, и професор, меѓутоа во продолжување на својата врста. И ако некој човек или по старите генерации, ако го смислувале својот живот да имат, да кажам, потомство кое ќе биде тука блиско до нив, се повеќе сме сведоци на случаеви дека младите се иселуваат од тука и старите остануваат осамени, без тие врски со или со своите потомства кои ги планирале да бидат блиско до нив. Причините за миграцијата ги знаеме добро познати, меѓутоа се очигледно еден тренд кој се повеќе се засилува и кој се одразува на функционирањето и на менталното здравје на старите лица. Не е џабе дека, или не е случајно, дека се поголем замав имат или се поголем бизнис станува отворањето на старечки домови, бидејќи нема кој да се грижи за старите лица, дури тие кои се одржаваат од тука, или брзиот стил на модерно живење, малку, во голема мерка ги лимитира можностите на младите луѓе да се движат за старите, додека од друга страна, значи, станува и еден модерен стил на живот во кој ретко се посветува внимание или ослабуваат социјалните релации, малку се гледат старите лица, кои па од друга страна нели се гледале во својот живот дека ќе бидат во блиска врска со младите. Тоа е една страна, многу други и да кажам и фактори има кои се придонесуваат за едно тако само деструктивно или однесување свртено по себе, меѓу старите лица. Професор Бекјаровски работи на клиника за токсикологија и он има доста сознание и увид за овие текови, бидејќи нели сите и поголемиот број на таков вид на самоубиства завршуваат на нивната клиника, така да верувам дека е издржан тој податок што тој го кажува. Ние често, мислам, соработуваме многу со клиниката за токсикологија, имаме нели кога ќе дојдат такви случаи, иде конзилиарни прегледи скоро секојдневно вршиме на нивната клиника, така да и моје сознание дека тоа се во пораст, меѓутоа многу голем пораст по мој, пак ќе спомнам, имајќи и едно само повредувачко однесување, имајќи младите лица, пред сека и адолесценти, повеќе од женски пол. И она што треба да се направи, сигурно е дека треба да се овозможат многу повеќе социјални активности или поддршка на тие стари лица. Во последниот период знам за еден, да кажеме, пример, еден позитивен. Многу видови на поддршка може да се понудат, но ќе тебе за овој позитивен пример на општина Центар. Сум слушнал дека и во други општини има слични активности. Не сум сигурен дали во општина Карпуш или во не знам во која во општина, меѓутоа за Центар знам дека има проект за поддршка на стари лица во својата општина, во која посебно се лица кои пројавуваат знаци на деменција, во која и ги посетуваат дури и, да кажам, стручни лица, меѓутоа им дават и други вид на поддршка. Така да, сигурно дека имаме начини многу и креативност треба да има, и невладини организации, знам дека и Црвен крст има некои
своји програми кои се грижи за старите лица. Сигурно дека знам дека многу им се помага и на лицата или им се осмислува живот, многу луѓе се задоволни што идат, се сместуваат бидејќи немаат начини како веќе самостојно да живеат во домот за стари лица, во центарот за психогериатрија во Ѓорче Петров, нели тоа е државен центар. И имам многу и познаници кои своите родители или своите познати ги сместиле таму и кои се многу задоволни како им се осмислува животот во таа возраст таму, така да има многу начини како да им се помогне на старите лица. Добро, професоре, сосема за крај да испратиме една позитивна мисла. Немаме хихирико, немаме К-15, реков ги имаме комановците, нема љутиш, меѓутоа тоа е премалку за еден народ, како да станеме по-позитивни, по-среќни, како да ја намалиме анксиозноста, тоа што и депресијата, кои што земаат на вистина голем замав. Па, тоа што кажавте и преска ни за овој муабет, треба малку да се свртеме кон себе и да видиме кај сме, што да застанеме малку. Да видиме дали тоа што го правиме, минуваат годините, дали тоа не прави среќни, дека цел живот ќе ни помине во работа, што стана нели многу модерно и многу луѓе се фалат дека јас сум воркохолик и работам од саба до вечер, дали тоа е смислата на животот, дали треба малку да закочиме, дали треба да малку да најдеме време за себе, па и за физичка активност, и за социјални активности, дружење малку повеќе со луѓето, што ни значат, или кои некаде сме ги изгубиле во животот. Минатата година ми се случи 2 пати истата ситуација со двајца луѓе мои многу и личности од мојата, да кажам, младост, едниот ми е прв братучет, во кој ми се јавија и после 2-3 минути разговор општ, како си, што преиш, и ги прашав, ти треба нешто? Пошто сите очекуваме дека ќе ни се јави некој дека се јавува за работа, ретко кој веќе се јавува само да слушне, посебно ако си изгубил, нели, или ако некој да слушнаш. И двајцата многу пријатно ми кажа, не ми треба ништо, него еве се сетив и ми беше драго да се слушам, не сум да слушнал можеби 6 месеци или година дена. Така да и од мали работи се раѓа среќата. Среќата е квална, веројатно не можеме цел живот да се доживуваме среќни, меѓутоа има мали квантуми на среќа кои направаат среќни. Така да, дали сте до повеќе среќа ќе доживеете, дека ќе се насмеете или добро убава вечер ќе поминете со некое друштво или ќе успеете да купите нешто големо, тоа е среќата е емоција која предизвикува некое убаво чувство, така. Така да мислам дека и тоа прегеска што го спомнавте и како да почнавме да се плашиме да бидеме среќни. Така да научиме повторно дека да се дозволиме да бидеме среќни и да се смееме. Мислам дека ќе биде многу добра работа за било кој од нас. Да, знаете зашто се насмеав? Затоа што ова кога го велите некако се плашиме од среќата, се почесто луѓето коментираат многу арно не е наарно. Па да, има и такво, затоа што обично луѓето кои се опуштат и после, ако им се случи нешто, тоа што не очекувале, и имаат страв, тоа е да си дозволат да бидат среќни или ако не се случи тоа што треба, меѓутоа тоа е поврзано и со храброста, значи има и трудов. Што се случило, ништо не се случило, и пак се случило нешто, продолжуваме понатаму. Значи, имав еден кога работа за Светска здравствена организација, имав еден шеф италијан, кој секој ден кој ќе не видеше нешто не сме успеале работата или нешто не сме расположени како што треба, и постојана една крилатица му беше if you lose, don't lose the lesson. Ако губиш, не губи лекцијата. Значи, се случи нешто лошо, треба да ја понесеме лекцијата, а не да се плашиме да идеме напред. Благодарам што бевте гостин во Студио 10. Благодарам и на вас. Професор доктор Стојан Бајрактаров, Универзитетска клиника за психијатрија, гостин во Студио 10.